прошлото го завршивме со една успешна и продуктивна средба со господинот Ахим Штајнер, кој председаваш на Обединетите нации за енергетика, на која што разговаравме за предизвиците со кои што се соочува целиот свет, а особено Европа, во светло на војната која што се води во Украина во делот на енергетиката. Оне за што разговаравме е навистина успешните политики кои што владата на Република Северна Македонија ги спроведува од почетокот на економската и енергетската криза, пред се во делот на обезбедувањето на електрична енергија без никаков прекин во текот на целата измината година, меѓутоа и обезбедување на субвенции и финансиски средства за најранливите категории на граѓани, како и субвенционирање на цената на електрична енергија која што е обезбедена за сите домаќинства и за сите компании на регулираниот пазар. Северна Македонија имаше најголем пакет на антикризни мерки во износ од 760 милиони евра, и тоа според податоци на Светската банка, кој што се однесуваше како поддршка за граѓаните, така и како поддршка за компаниите во делот на справувањето со енергетската и со економската криза. Исто така беше истакната и нашата навистина успешна стратегија во делот на имплементацијата на зелениот договор и инсталирањето на се поголем број на централи за обновливи извори на енергија. Северна Македонија во моментов има од почетокот на минатата година, значи од јануари 2022 година до денес, издадено 600 лиценци за централи за обновливи извори на енергија, со што денес имаме веќе на мрежа 420 мегавати на централи кои што доминантно работат за производство на електрична енергија од сонцето, а очекувањата се дека до крајот на годината тој капацитет ќе достигне 600 мегавати, што навистина доколку се спореди со капацитетите за производство на електрична енергија со кои што располагавме пред почетокот на овој голем бран на инсталирање на вакви централи за обновливи извори на енергија, се работи за вистина за значајно и големо достигнување што не прави држава зелен хаб во регионот. И последното е за што разговаравме, исклучително значајниот проект Чебрен, кој што беше единствено на хартија како проект 5 децении. Конечно оваа година, после 13 неуспешни тендери, имаме избрано понудувач кој што е подготвен да инвестира во изградба на овој огромен енергетски капацитет, кој што ќе биде практично грчката PPC компанија и нивниот конзорцијски партнер, при што ќе биде изградена реверзибилна хидроцентрала со капацитет од 333 мегавати, која што покрај тоа што ќе биде еден од големите производители на електрична енергија во земјата, исто така ќе биде користена и како централа во која што ќе се балансираат вишоците кои што во одредени делови од денот ги има од другите капацитети за производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија. Инвестицијата е 1 милиарда евра, која што ќе биде практично заедничко вложување на ЕСАМ и на PPC, и кој што навистина ќе представува реализација на една долгогодишна заложба која што нашите експерти, која што нашите политичари ја имале, меѓутоа која што благодарение на посветеноста и благодарение на работата на сите струсни служби кои што работеа на реализацијата на овој објект и на овој проект, конечно стапува во фаза на реализација.